Почнете од почеток со Бони Сала. Воспитувај луѓе како Даниел, Давид, Естира и Петар. Ако ти премолчиш во ова време, тогаш слободата и спасението на јудејците ќе дојде од друго место, а ти и домот на таткото твој ќе загинете. И кој знае, дали токму за вакво време не си достигнала царско достоинство. Естира, 4 глава, 14 стих. Денес многу се пишува. Сте слушнали ли како велат? Во каков свет ќе живеат моите деца како возрасни? Или сигурно не би сакал да воспитувам деца денес. Но нема да слушнете вакви коментари од Алекс Крейвенс. Тој е пастор за млади и татко на 2 мали сина. Не жалете и не плашете се за своите деца, внуци, бидејќи светот во кој ќе пораснат не е каков што беше, напиша Крейвенс во една објава која стана вирална. Како Даниел, Давид, Естира и Петар во Библијата, Бог ги создаде нашите деца и внуци и ги повика точно за моментот во кој се наоѓаат. Можеме многу да направиме за да им помогнеме на нашите деца да ја знаат и да ја остварат целта за која Бог ги создал. Пастор Крейвенс предлага: воспитувај ги да ја познаваат Божјата моќ. Прва книга Летописи, 29 глава, од 11 до 13 стих. Обучи ги на авторитетот на неговиот збор. Исаија, 4 глава, 8 стих. Поучи ги да живеат во вера, знаејќи дека Бог има контрола. Исаија, 45 глава, од 5 до 7 стих. Не ги поучувај да се плашат и обесхрабруваат од состојбата на светот, туку да бидат полни со надеж дека во Бог можат да сторат нешто за тоа. Исаија, 41 глава, 10 стих. Езекиел, 22 глава, 30 стих. Бог не се чеша по главата, чудејќи се што ќе прави со хаосот во светот, охрабрува пасторот Крейвенс. Тој има војска што ја подига за да ја изгони темнината и да се прослави во сета земја. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.